Во ова издание на темата на неделата говориме за се поголемиот тренд во светот на откажување на централите на јаглен за производство на електрична енергија. Причината, секако ја знаете, загадувањето. На Балканот пак токму јагленот е главен погон во овие централи. Во почетокот еден пример од соседството. По неколку децениското подпирање врз лигнитот, на Косово му е препорачано да го отстрани овој извор за производство на електрична енергија и покрај тоа што има 14 милиарди тони резерви лигнит. Тоа го прави Косово пета земја во светот со најбогати резерви на овој вид јаглен. Светската банка му порача на Косово дека повеќе нема да ја поддржува планираната електроцентрала на јаглен со моќ од 500 мегавати. Светската банка требаше да обезбеди делумна ризична гаранција со цел да му помогне на Косово да добие поевтини кредити за својот најголем енергетски проект. Косово не е единствената балканска земја што се подпира врз јаглен во производството на струја. Србија и Босна генерираат скоро 70% од нивната електрична енергија од централи кои работат на јаглен. Фирмата Контур Глобал, со седиште во Лондон, која победи на тендерот за изградба на новата термоцентрала во Косово и работи на проектот веќе 2 децении, сега се обидува да обезбеди средства на друго место. Двете стари електроцентрали, Косово А и Косово Б, се меѓу најголемите загадувачи во Европа. Ose termocentrali Kosova e re do të konsumojë dikur rreth 40% më pak thëngjell se sa Kosova A. Do të konsumojë shumë më pak ujë se sa Kosova B. Do të ketë 20 herë më pak emitim të pluhurit. Shumë herë domethënë emitime më pak të sulfurit, çdo gjë tjetër. Pra është teknologjia më e avancuar që sot termocentralet e tilla janë duke ndërtuar edhe në Evropë. Nuk kemi të vetmit. Но цената на струјата во Косово, која е меѓу најефтините во Европа, ќе се зголеми за скоро 35% откако централата ќе се приклучи во мрежата, најмногу поради инвестирање во заштитата на животната средина. Министерот Лука вели дека Светската банка му препорача на Косово, наместо термоцентралата, да изгради соларен парк од 400 мегавати, парк со ветерници од 170 мегавати и парк за складирање од 350 мегавати. Luksi me bëu eksperimente të tilla për Kosovën si shtet i varfër që është tepër rrezik i madh. Nuk mundem si ministër mi marr atë rrezik. Сепак, Лјарта Холај, аналитичарка во Институтот за развојна политика, вели дека Косово не треба да се подпира врз користење на лигнитот и оти треба да бара алтернативни опции. Të mos ngecemi tek ajo ideja që shëmyri duhet jetë me domosdoshmëria, kemi disa masa që kemi propozuar edhe atë me prioritizim, duke filluar nga investimi në eficiencë energjisë. Кој ќе победи на тендерот за изградба на електроцентралата ќе биде познато до крајот на 2018 година. Меѓу кандидатите се Mitsubishi Hitachi Power System, General Electric и Hyundai. Како што продолжува дебатата за лигнитот, една локална пиварница во близина на Ѓаковица веќе инвестираше 5 милиони евра во првиот соларен парк на Косово. Во еден сончев ден кон крајот на октомври, паркот од 6 мегавати произведе 3,6 мегават часови електрична енергија. Инвеститорот Влера Деволи вели: Gjithsesi ne shohim si alternativë të mirë të zhvillimit, duke e ditur se ne do të i përmbushim nevojat dhe kërkesat e konsumatorëve, duke e ditur se siç e ka dhe më parë, energjia është një problem i dukshëm. Косово, кој има околу 1.800.000 жители, има инсталирано капацитети на обновлива енергија од само 50 мегавати. Надлежните се надеваат дека тоа ќе биде удвоено до крајот на оваа или во почетокот на следната година. И во Македонија производството на струја главно се подпира врз јагленот. Дури се планирани инвестиции за нови наоѓалишта на лигнит во земјата. Сепак, надлежните уверуваат дека истовремено се повеќе прават и напори за обезбедување струја преку алтернативни, односно обновливи извори. Во Македонија најголем дел од домашното производство на електрична енергија се подпира на термоелектраните кои користат јаглен како гориво, доека останатите количини струја се од хидроелектрани. Како што вели председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Беслимовски, и когенеративните постојки во последните години го зголемуваат своето учество во вкупното производство. Тој посочува дека државата има и ветерни електрани, мали хидроелектрани, фотонапонски централи, како и неколку електрани
кои произведуваат електрична енергија од биогаз произведена од биомаса. Некаде термопроизводството е 60%, когенеративните постројки се 15%, исто така се и големите хидроелектрани. Понатака едната ветерна електрана учествува со од приближно околу, во зависност од годината, околу 2,5%, малите хидроелектрани се околу 5%. Во врска со укажувањата на енергетските експерти дека количините на јаглен се ограничени, Мислимовски вели од Иво Елем во последните одлуки за цена на регулаторната комисија за енергетика се признати нови инвестиции во нови неоѓалишта во Живојно. Тој посочува дека во наредниот период ќе бидат распишани повеќе тендери за изградба на фотонапонски електрани и за изградба на ветерни електрани, како што дополнува се очекува уште 70 мегавати во наредните 3 до 4 години да се добиваат од ветерни електрани. Инаку од вкупните потреби од електрична енергија, Македонија помеѓу 25 до 30% ги обезбедува преку увоз, а остатокот ги обезбедува од домашно производство. Мислимовски укажува дека најголем дел од производството на електрична енергија не е еколошко, со оглед на фактот што во најголем дел се произведува од јаглен. И светските трендови покажуваат дека електроцентралите кои што користат јаглен веќе се во тренд на затварање, користат, да речам, по еколошки горива, или ако не го прават тоа, тогаш се инвестираат многу инвестиции во заштита на животната средина од јагленовата прашина, што се случува исто така и во Елем. Така да, но перспективно тоа би значило зголемување на цената на произведената електрична енергија од јаглен, пред се заради воведување на нови и посериозни еколошки стандарди. Веќе подолго време има укажувања дека сонцето е обновив изловот на енергија од кој се произведува електрична енергија и не ја загадува животната средина. Мислимовски вели дека во овој момент во Македонија 17 мегавати се добиваат од фотонапонски централи, а очекувањата се наредната година да се распишат повеќе тендери и да се добиваат 200 мегавати. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите мислења во врска со тоа како да се дојде до поевтина струја, а при тоа да се зачува животната средина. Довидување.